ова средба е поминана како сите други со неуспех. Немаме никаков одговор од владата. Владата купува време, ни обеќаваше брда и долени. Сега гледаме дека она сака да купи на време или ние да се откажеме од штрајкот. Ние ќе бидеме упорни понатака. Од понеделник ќе почнеме со штрајкот, не дека од 1 сат па до 3 сат 4. Нека не излезат сите овие кои што бидат оштетени со коливе, кои што нема ќе каснат дома, али мораме ние да го ствариме своето право, затоа што може да изгубиме голема сума на пари. Еднаш изгубиме, сега па ќе изгубиме, зашто овие луѓе овдека може имаат над 3000 евра, ќе земат по 1000 или 2000 евра, што тоа е минимално нивна плата. И кој ќе земеш дека тие се пред 10 години, сега немаат никаква вредност. Дали владата ќе го одржи зборот, тоест премиерот, пошто разговарам со премиерот, ни го посочи господинот Шапорич, тој е по економија и ни ветија дека ќе се завршат многу работи. Него еве го тоа кој го направи, ние доставиме писмено друго, поминува 2 недели, што за една влада е многу да може да ги заврши овие работи. Ја очекуваме ние дека ќе биде за 3-4 дена, највише 5 или 7. Еве сега ни вика следната недела, тоа ќе дојде месец дена. Што значи не сме задоволни, а што ќе биде понатака не знаеме. И сега кога идеме тамо, тој е еден зафатен, другиот зафатен, стечајниот управник е зафатен, не може да се соберат сите и да. И баравме од кај документите има испратени кај правобранителот и Джетмемети. И тој сега се работи, вика во документиве, и со тие документи, пошто многу луѓе не се на список, работеле луѓето. Некој се направи таков список, кој го направи, тој стечајниот управник, вика, јас сум го направил, ама во вашиот притисок, да, Маринко Саздовски, стечајниот управник, вика, ние го направиме списокот на брзина, пошто имавме притисок од нас, иницијативниот одбор заедно со овие луѓе, и затоа вика, нема попуст, вика, тука ќе направиме нови списови. Кога ќе направат тие нови списови, сега луѓето немаат поверење више. Некој земал некој посто од тие пари, што се продале нешто, железо, тие работи, што се, земале 1%, 1,5%, некој земал 8%, некој 5%, па некој до 32%. Сега се делел тоа по озетиња, како што беше порано. Ама тоа сега не е тоа. Од луѓето некој не земал лич, не е на список, работел, времето го трошил тамо, за све тоа беше тамо зафатено и на крај некој земал, некој не земал ништо. Тука доаѓаме, само некои зборови, ова го знаеме, ова не го знаеме, кога ќе го знаат, кога ќе добиеме нешто, не знаат и ние не знаме, и овие на луѓето не знаме што да му кажеме, како иницијативен одбор. Кај јас би апелирал до бившите вработени од ОХИС, помасовно да излезат на протест. Од понеделник протестираме, значи од 1 до 3 часот. Од 13 до 15 часот, да бидам поточен. И пожелно е што помасовно да излеземе. За да со тоа истите би ги оствариле своите права, така ли? На тој начин, што помасовно, како рекол Соломон, земи една прачка, ќе ја скршиш. Земи 10 прачки, не може да ги скршиш. Од тој аспект, така да ја апелирам да присуствува, да дојде.